Јорго, вие како председател на политичка партија, што мислите, собранието прогласи безбедносна зона околу објектот, за да нема протести, штрајкови и така натака, од кого тоа се плаши власта? Власт од никого не се плаши. Овие криминалци од никого не се плашат, секој ден не крадат милиони евра ни крадат, секој ден. Јас зборувам со еден тежок криминалец и не го знам, нешто на брзина ми зборуваше, го знам криминал. Ала ви кажеш, имам пари, крадам со власта, со ова, со друга, кој ќе стигне. Вие сакате да дојдите на власт, сакате да не турните нас, да се работи за милиарда и повеќе евра годишно ви крадиме, вик. Па нема да дозволиме. Викам, кој те прашува бе тебе, не лупетај глупости, викам. Народот е единствен кој ќе одлучи кој ќе биде на власт. И затоа јас викам, ние како демократи, единствени сојузници и наследници и партнери, народот и кој дело народот имаш ти одредена група на луѓе кои што се поголеми криминалци него самите политичари. А се разбира, јас ги окривувам политичарите, бидејќи тие не ги бркаат криминалците. Нашите затвори се полни со невини луѓе, а криминалците се по улици. Или во политика ни ја водат државата и ни ја окупира. Од една страна гледаме како има огласи за вработување полицајци, пожарникари, по сите институции не баре, но од друга пак страна гледаме како со месеци не земаат плата. Како вие ја гледате оваа ситуација, како вие би прокоментирале околу оваа тема? Зашто државата нема пари за да им даде плата на овие институции? Многу едноставно. Сега вработуваат одредена група на луѓе, тоа се нивни партиски послушници, потрчковци, кои што ќе им служат за време на локалните избори. И досега работат за нив и сака да ги вработат, да ги употребуваат поточно државата, ние како граѓани да им плаќаме плата, за да тие да можат да работат за партиите и да гласат за нив. Јас еднаш имам кажано, пак ќе кажам, Македонија најпоќе се плачка, буџетот на народните пари, народниот буџет се плачка преку вработување на политички мотивирани вработувања, јас ги викам криминални политички вработувања, поточно вработување на своји приврзаници и на партиски членови. Бидејќи ти што правиш? Во годината трошиш милиарда евра за плати, за сите вработени зборувам, почувајќи од премиерот, па завршувајќи до некој хигиеничар што работи по која и да било јавна државна фирма или институција, ти му плаќаш плата, му плаќаш доприноси здравствено и пензиско. Така, се троши пример милиарда евра. Тие повеќето, да нечем 100% се разбира, но повеќето тие се партиски војници, кои што таму се одат на работа, не одат на работа, има некои воопшти што не одат, дури се вработени во странство и така натам имаме такви случаеви. Фатија такви случаеви, така? Имаме. Сега тие таму одат и ние како народ ги плаќаме за да гласаат против нас. За да гласа, за да останат овие криминални политички структури на власт. 35 години истите ни се вртат и секојаш, покотово СДС, ДПМН, и така натаму, и другите што влегуваат во коалиција, со нив се на власт. Дали на централна, дали на локална. Пример сега, ДПМН влени, знам се на централна, имаат и своји градоначалници, но да не забораваме криминалната СДС, и дуите имаат градоначалници, имаат советници. Значи, тие секојаш се на власт, се договараат, соработуваат. И ние, како народ, од нашиот буџет, милиарда ни одделуваат секој година и така си ги финансираат политичките партии. Немој да мислиш дека оние 2 милиони, милиони и пол, 3 милиони евра што ги добиваат секоја година или за време на избори што добиваат милиони, дека тоа е само нивното финансирање. Тие се финансирани со стотици и стотици милиони евра преку плати, доприноси за нивните, што кажа, партиски послушници, полтрони, гласачи. Спомнавте избори. Една изборна единица
Што мислите вие и ние како Демократски импулс сме правили подкасти на оваа тема, ни беше објаснето зашто се е добро една изборна единица. Впрочем и вие како политичка партија мислам дека би ви одговарало да има една изборна единица. Видите, Мицковски во собрание кажа дека тој сега ајде е спремен да имаме една изборна единица и наводно тоа го поврзува и диаспората да гласа. Јас не знам зашто тоа го спомна и диаспората да гласа, бидејќи ја живеев повеќе од 30 години во Америка. Дали ние од диаспората гласаме или нема да гласаме, на некој од нас што живе таму повеќе години, да ти кажам, многу му е гаеле дали ќе гласа или не. Повеќето од нив што заминале, што живеат со децени, тие си ја сакаат Македонија, нема погрешно да ме сватиш. Но за нив е све едно дали ќе гласат или не, и плюс нас ни сотежнува, бидејќи јас знам живе во Лос Анџелес, ми вика треба додам му конзулато каде во Вашингтон. Вашингтон DC, градот, главниот град на Америка, кај што и таму е администрацијата, Сенато и така натаму, е оддалечен Лос Анџелес скоро 5 сати со авион. И ти се ќе одиш, ќе гласаш. Ќе гласаш за некои партии овде, криминални партии, бидејќи ние од диаспората повеќето знаеме дека се овие криминалци. Не сакаш ни да гласаш. Што ќе гласаш? И гласа на какви избори? Избори криминални. Ние имаме изборен закон кој што е криминален и донесен на легален начин во собрание. Ние секојаш како демократи, јас како човек и други луѓе размислуваме и предлагаме. И со години предлагаме. Значи, промена на криминално изборен закон. Тоа значи една изборна единица без праг. Бидејќи, ако тие ти кажат, има една изборна единица, имаш 3, 4, 5% праг, ако изгледат милион гласачи, ти треба на 5% да имаш најмалце 50.000 гласачи, за да можеш да добиеш пратеници, за да почнат да ти се бројат. Ако се 3% и 30%, повеќето помлади партии не може тоа да постигнат и така ќе бидат елиминирани и со тоа тие те терат, ако ти стават висок праг, ти да одиш во коалиција со овие криминални партии. Поентата не е да одиш со нив, поентата е да ги турниш од власт. И еднаш за секојаш да направиме промени, вистински промени. Друга работа. Отворени листи. Отворени листи гласаш за човек, не гласаш за политичка партија, гласаш за број 13, гласаш за демократ. И таму на листата можеш и мајмуни, магарина, криминалци, идиоти и све да ставиш, психопати. И ти заокружуваш, кога заокружуваш таму, заокружуваш кога нема отворени листи, заокружуваш демократи, број 13. Значи тоа е катастрофа. Зато нас нон-стоп ни се протнуваат криминалци и тотална контрола председателот со главните луѓе има кој ќе ги постави на листите во првите 5, 10 и така натаму. Второ, бараме подеднаква распоредба на финансиските средства. Подеднаква распределба, поточно на финансиските средства. Што значи тоа? Тоа значи дека не може ние да почнеме нови избори и тие партии кои што имале во минатото пратеници во собрание да добиваат милиони, а тие што немале да добиваат илјадници евра. Како ние лани за парламентарните избори добивме само 9.000 евра, додека СДСП и другите партии добиваа милиони и стотици илјади евра. Каде е тоа? Подеднаква застапеност по медиумите. Не можеш нас да ни кажеш, вие имате само 9.000 евра, ќе потрошите. Што ќе потрошите? И што ќе потрошите? Знаете една секунда колку пари кошта по телевизиите, речеме со ДДВ, со се кошта 3 евра, 4 евра. И ти ќе одиш на една или две национални телевизии 5 пати во денот, 5 дена. Толку ќе ти биде. А овие прават реклами, телевизиски филмови. Значи една нивна реклама крај нема. Како ќе се бориш против овие криминалци? И треба, и што е по моје лично мислење најважно од овие сите точки, не значи најважно, да се заштитат изборите, да се стварно спроведат 100% фери демократски избори, да се спречат криминални избори, а тоа може само да се постигне со поставување на камера на едно избирачко место.
и поточно на сите избирачки места. Значи, секој избирачко место да има камери, од се бајле пред да се почи, се отвора кутијата, се гледа, цел ден кај што се стават, се гледат, таму не мора луѓето да гледаш, доволно се става по едно ливче и кога се отвора, тоа е важно исто, за да се чита, камерата го скенира, го гледа, има технологија и се знае во секундата, има софтвер, има компанија во светот, не можат македонски компании тоа да прават, кои што е како Google и така натаму, Microsoft, тие се гиганти, нема тие да ги подкупиш со 5, 10, 20 милиони, дај таму прикажи нешто друго, и само така може да одиме напред. Значи мораме да го промениме овој криминален изборен законник, викаме, не му верувам на Мицковски, тоа е еден од, како и пред ова заев што вришткаше пред да бидат изборите 2016-17, бараме на изборна единица, кој дојде на власт ништо од тоа. Така и од ова. Ова е све една фарса.